Младиот и перспективен оперски пејач Дарко Тодоровски од Куманово утре вечер во Занаетчиски дом ќе одржи новогодишен концерт кој ќе биде поделен во неколку блокови. Влезот е слободен, а Дарко најавува одлична забава. Најголемото богатство кое што секој го носи во себе си е работата на самиот себе, порачува Тодоровски во пресрет на новогодишните празници. После 2 години многу сум среќен, многу сум радосен што сум пак во Куманово, некако најубаво и најодговорно е да се пее во свој град. Многу убава програма, како и преклани. Имам спремено и овој пат. За жал прескок на плани, се извинувам јавно Кумановци, ама мои сограѓани драги, така се случи, настапував по други градови и во други држави. Не има возможност да се вратам во Македонија. Годинава преубава програма ве чека. Концертот е поделен на неколку блокови, со многу изненадувања. Ќе пееме, ќе направиме едно новогодишно божично расположение, ќе танцуваме, ќе играме, ќе станеме сите, ќе се смееме, ако дојде да плачеме, ќе плачеме. Нова година завршува една многу убава година. За мене беше револуционерна 2024 година, ќе раскажам за тоа малку подоцна. Во концертот, да се задржам уште малку, почнува со новогодишен репертоар, потоа продолжува со малку американски джез познати класици, репертоарот на Френк Синатра, на Елвис Присли, Дин Мартин. Тоа се песни, стихови, фрази, мелодии кои што секој од нас ги знае од, како што вели една песна, од 2 до 92, една божична песна. Потоа ќе, како и секогаш, затоа што сум јас пред се музичар, образован, ќе отсвирам и на клавириса, придружба сам на себе неколку песни, пак многу познати. Тука може малку да разнажнам некои срца, ако дојде да некоја солза, добро дојдена е, нема да се стискаме, ќе се опуштиме, нека излезат сите емоции, се што сме држале цела 2024 година, завршува, ја испраќаме, да ја испраќаме и со насмевка и со солза. 2024 многу убава година, револуционерна година, година која што ја посветив на себе си, на работа на самиот себе, затоа што нека влезе оваа фраза и како моја новогодишна честитка подоцна, да не ја повторувам, запамтите ја, затоа што најголемото богатство кое што секој го носи во себе си е работата на самиот себе. Јас се решив да 2024 година да ја посветам на себе, да работам над себе и сум многу среќен заради тоа и влегувам во 25 година со мирна душа, со уште поголема насмевка, со уште побогато срце, со многу појака енергија. И затоа реков ќе се враќам во Македонија и ќе пеам и ќе правам колку можам концерти, затоа што едно е најбитно, а тоа секоја година наредна да бидеме најдобрата верзија од себе си. Тоа го посакувам на себе си, а и на секој еден од вас што ме гледате. Како што реков, претходните години ги посветив на нешто друго. Наредната година, првин го најавувам новогодишниот концерт, ве поканувам, дојдете, ќе биде многу убаво. Мислам дека тие што биле прекле на концертот знаат, не зажалиле, си поминавме преубаво. Овој пат имам уште поголема програма, уште поубава програма. На музички план најавувам и еден великденски концерт. Може да не биде баш за Великден, се зависи како ќе се погодат датумите и периодот, ама така напролет кога ќе заврши зимото, најавувам еден многу убав концерт, исто со многу убава програма, македонска, народна изворна музика и евергрини. Освен американските джез класици, треба да се пееме и нашата музика. Пред се, јас сум академски образован пејач покрај операта и македонската изворна музика ми е во срце, така да тоа ги очекува нашите и Кумановци, а може и во некој друг град во Македонија, се зависи колку ќе ми дозволи времето. И се надевам на лето, еден концерт на отворено. Така, за сега за Македонија тие се моите планови, ама еден генерален план е да се враќам почесто на музичката сцена во Македонија. Во новата 2025 година, првен ќе им посагам да дарат љубов, затоа што оној што дари, тој добива.
Во секој еден момент, на секој еден човек, затоа што сите ние имаме потреба од љубов, а како ќе добиеш љубов ако некој не ти ја подари, затоа биди тој што ја дари љубовта. Бидете благодарни за она што го имаме, затоа што на благодарниот човек му се даваат работи да биде благодарен. Сакајте си ги ближните, поминувајте што повеќе време со нив, повеќе насмевка на лице, колку можно повеќе, затоа што сите моменти што остануваат впечатени во нас и во нашата меморија, се оние моменти кои што сме биле среќни. Тие моменти ги раскажуваме најчесто. Така да не заборавајте да зачините секоја една убава ситуација со многу насмевки, со многу љубов, со многу благодарност и како за крај, покрај овие 3 работи, уживајте во животот. Затоа што животот е едно големо уживање. И има една многу убава фраза што неодамна ја слушнав, која што е многу длабока, секој ќе се ја пронајде поразлично. Животот е убав за оној кој што знае да го живее.